Благодарам, подпредседателе. Премиере, видете вака. За легендарниот говор кој што ви го споменав последен четврток од декември 2018 година дојде по пратенички прашања затоа што во јавноста се коментираше и ве критикуваа како влада дека немате капитални инвестиции во 2018 година. Потоа на прашањето рековте вака: 2017 година беше турбулентна, имаше примопредавање на власта. Во 2018 година не можевме да имаме било каква капитална инвестиција, затоа што овие пред нас не оставиле ниту еден проект, но паралелно ние во 2018 година ги направивме проектите и рековте од тука може да се видите, сега се готови проектите, 2019, 2020 нема више политика, зборуваме само за економија. Истото што го зборувавте декември 2018, го зборувате јануари 2021 година. Она кое што не го кажавте, а кое што ве прашав, е дека колку метри или километри автопат изградивте. И честно е да кажете нула. Тоа е факт. Додека зборувавте ме подсетивте на интервјуто кој што го имаше претходниот премиер некаде 2011 година на канал 5 Роберт Поповски, кога го прашуваше колку километри автопат направи. Истиот одговор беше: правевме ние према ваму, према таму, према наму. Ама автопат имаше нула. Ама тој после тоа почна 4 отвори автопати да кради, а вас ве провозиваа 3 години, ама не почнувате автопат. И не случајно ве прашав и не ми одговоривте дали имаме закон донесено за заложување во ова собрание. Немаме. Зошто немаме, господине премиер? Затоа што не сте направили ниту еден проект да го осмислите, ревизија и да го дадете ки меѓународни партнери со цел да земеме заеми нешто да почнеме. Вистината е дека 4 години сте на власт, 0 километри автопатишта. И тоа секој го гледа. И не сакам да констатирам дека единствените капитални објекти кои што ги ставате, а се поврзани со патна инфраструктура, се патарините на автопатиштава веќе изградени. Јас автопат, нешто да се работи на нов или на друг, не сум видел. Така да, тоа што ве прашав, не ми го одговоривте. Еве јас за вас. Вие ми зборувавте за социјални трансфери, за јагненот во рек Битола, тоа не ве прашав, но според мене е легитимно да си се изрекламирате, иако тоа не беше прашањето и не ве опомена подпредседателот, ниту пак ве прашав за начинот на носење на клинички центар. Од оваа говорница, премиере, 3 пати зборувате готово почнува. 2018 ќе има камен темелник, па 2019, па 2020 ќе има камен темелник, а сега верите во преговори, разговори сме за да почнеме. Значи, абер немаме. И тоа се реално ваши неисполнети ветувања. И добро е да знае јавноста дека во оваа држава она кое што се клучни и големи ветувања на владата која што ја предводите, ги нема во реалноста. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање. Благодарам. Благодарам. Следен за поставување